се знаеше за неговиот авторитарен лик, за неговиот американски национализам, за неговите политики, а сепак американците одлучија повторно да му дадат шанса. Не само што може, туку е многу веројатно дека битно ќе се променат односите помеѓу Америка и Европа во целина. Бидејќи ние веќе имаме вишоци со производството на електрична енергија од обновливи извори и мора таа енергија преку денот да ја складираме и да се искористи во ноќните часови каде што имаме недостаток. Првиот блок на рек Битола да се пренамени во газ, бидејќи во моментот и тоа е патот во овој процес на декарбонизација каде што сме обврзани да ја намалиме емисијата на јагна. Чебрен како шанса и економско-финансиска травма. Дали би оделе како инвеститори сами или би оделе во некое стратешко партнерство, тоа треба да се види моменталната економска состојба на државата и како тоа нас некој би ни помогнал од финансиерите, зборам од банките. Доналд Трамп патува кон Белата куќа во Вашингтон. На почетокот од наредната година по втор пат ќе влезе во овалната сала на претседателот на САД. Во досегашните избори републиканецот пред 8 години ја победи Хилари Клинтон, пред 4 загуби од Џо Бајден. Во битката со Камала Харис тој го освои така наречениот народен глас. Мнозинството од сите американци со 5 милиони повеќе од својот ривал. Доналд Трамп е американски милионер што завршил воена академија и дипломирал економија. Трамп е татко на 5 деца од 3 сопруги. Последната Меланија има потекло од Словенија. Trump will become the 47th US president. Доналд Трамп повторно стана најмокниот човек на светот. Најави дека доаѓа златно време за Америка. Повторното влегување на Трамп во Белата куќа светските лидери го оценија како најголемиот историски камбек. Ова е само најава за разговорот со поранешниот министер за надворешни работи и амбасадор во Соединетите американски држави, Денко Малевски. Професор, благодарам што издвоите време. Дали ова може да се окарактеризира како најголем историско-политички камбек на Доналд Трамп, кој своевремено беше и еднашка веќе претседател на Соединетите американски држави? Не би можел да кажам дали во светски рамки ова е најголемиот историски камбек. Во секој случај, ова е еден од најголемите шокови кои што ги доживеа меѓународното општество на држави, затоа што точно се знаеше кој е Доналд Трамп, се знаеше за неговиот авторитарен лик, за неговиот американски национализам, за неговите политики, а сепак американците одлучија повторно да му дадат шанса. Следам реакциите во светот. Утрово прочитав еден текст во Guardian од местото во Шкотска каде што Трамп поседува голф игралишта, каде што соседите велат Америка полуде. Следев исто дебата кај нас вчера на телевизија, заедно со анкети во кои што се јавуваат граѓани, и бев исто така прилично шокиран дека иако во Америка јавноста се подели горе-долу на Трамп и на Харис, меѓу Трамп и Харис, кај нас во Македонија како да 90% од политичарите, аналитичарите и обичните граѓани се радуваат на фактот дека Трамп се враќа во политиката. Лично, мојот став е дека има една среќна околност. Ова е последен пат што Трамп ќе може да се кандидира и ќе треба да се издржат овие 4 години кои следуваат. Дали со изборот на новиот американски претседател
ќе има и нови, или може да се очекуваат нови геополитички поместувања. Пред изборите, новоизбраниот американски претседател презентираше план за крај на руско-украинскиот конфликт. Големите сили сега се во процес на едно поинакво нивно позиционирање. Американската ера на тој како единствена голема сила завршува и заради тоа ние сме сега во една прилично деликатна ситуација како планета, така да кажам, да не се судрат тие големи сили и да не дојде до нуклеарна катастрофа. Колку успешно ќе се носи Трамп со ова, ќе видиме, но има еден парадокс кој го забележувам, а тоа е дека само еден ваков човек, како што е Трамп, кој што воопшто не му е гајле за демократија, ниту за меѓународно право, може да одигра некаква позитивна улога и да ја замрзне војната, не да го реши конфликтот, никој не може да го реши конфликтот бргу, да ја замрзне војната и да престанат воените действија. Може ли да се очекува дека Трамп ќе се огради од НАТО и Европската унија? Да подсетам дека во првиот негов претседателски мандат им држеше лекции на членките од алијансата дека не може натаму и понатаму да се продолжи со таа политика на американците да даваат толку големи финансиски средства, а при тоа за возврат останатите членки да бидат во покомотна позиција. Деновем дури и прочитав дека во Брисел се размислува како да се постави кон новата политика на американската администрација. Не само што може, туку е многу веројатно дека битно ќе се променат односите помеѓу Америка и Европа во целина. Трамп овој пат ќе биде поподготвен да се соочи со европските водачи, во смисла дека уште повеќе, мислам, ќе инсистира на својата политика, а тоа е Европа, европските држави да се грижат за својата безбедност, а се зборува дури и за можност Америка да се повлече од НАТО, што се разбира би отворило огромни прашања на европскиот континент околу можноста европските држави, толку поделени, толку фрагментирани, да се договорат за така важна работа како што е нов безбедносен поредок, една нова безбедносна структура. Ќе изостане досегашната посветеност и фокусот на Вашингтон во однос на Европа и регионот? Апсолутно. Самата девиза на Трамп, Америка на прво место, е повик на секој за себе. За разлика од демократите, кои што го негуваа мултилатерализмот, соработката со другите држави, во градење на единство на евроатлантскиот свет, Трамп нема такви идеи, нема такви амбиции. Неговата цел е како да направи од Америка побогато општество и како да ги изравни сметките со оние сојузници кои што живеат на сметка на Америка, кога е во прашање нивната безбедност, така што веќе тој спрема тарифи високи, ќе се обиде да се огради од Европа и од европските индустријски сили преку тој нов тарифен систем, потези во економијата кои сигурно ќе се рефлектираат и во политиката, во смисла на оддалечување помеѓу Америка и Европа.
Победата на Трамп би била страшна за Соединетите Американски држави. За Европа во целина, со Трамп веднаш ќе го добиеме овој збор. Неизвестност, потенцира деновиве професорот Едвард Џозеф, кој е одличен познавач на состојбите во регионот. Дали тоа навестува дека Балканот ќе биде на нова ветрометина, оставена на цедило? Сега мораме да размислуваме, гледам кај нас се отвори таа дебата, што тоа ќе значи за Балканот, што тоа ќе значи за Македонија, па потоа се промовира тезата дека новата власт се сретнала со некакви потенцијални идни кандидати за во администрацијата на Трамп, преку кои ќе влијаеме за не знам што и како за доброто на Македонија. Тоа е прилично плитка анализа. Анализата е дека сега европско-американските односи ќе се нарушат. И мене ми е просто запрепастувачки кога слушам некои мои помлади колеги кои што не ја разбираат таа ситуација и положбата во која што ќе се најде Македонија доколку се промени овој американски став, а именно доколку Европа биде принудена да почне да дебатира за својата безбедност и за своја автономија визави овие непредвидливи потези кои што ги спомнува и именуваниот во прашањето, е крајно непредвидливо што ќе се случи, но горе-долу ако сегашното поведение на еден човек го цениме по неговото претходно поведение, тогаш би требало сериозно да се загрижиме. Јас мислам дека уште порадикално ќе настапи Доналд Трамп, сега откога ја запозна подобро таа сфера на високата политика, од која целиот живот бил исклучен како нели бизнисмен со недвижности. Професор Малевски, во 2018 година Трамп при подпишувањето на договорот со македонско-грчкиот договорот од Преспа рече: "Тоа е најголемото достигнување во историјата на Балканот по Дејтонскиот договор." На домашната политичка сцена се уште пак преовладуваат одредени резерви, критики во однос на договорот со Преспа. Се полемизира околу договорот за добрососедство со Бугарија. Сите се сеќаваме дека 25 години спорот меѓу Македонија и Грција го третира американците како билатерален спор. Сите нивни амбасадори велеа: "Тоа е билатерално прашање кое вие треба да го решите." Во моментот кога под притисок на руското влијание на Балканот, Америка мораше да одговори во обид да ги збие своите редови на Балканот, одеднаш се активира американската дипломатија, изврши притисок на двете земји, најде сојузници во двајца храбри млади политичари, Заев и Ципрас, кои ги поведоа своите партии во таа американска насока и така се издействува Преспанскиот договор. Без тој американски интерес во моментот, кој не постоеше предходно, а се појави во моменти кога почна она што веќе наликува на нова студена војна, во секој случај на еден многу сериозен ривалитет меѓу големите сили Русија и Америка, проблемот ќе си останеше, мислам, и до денеска. Вие во едно интервју пред неколку години велите, констатирате: "Погрешна надворешна политика може да не одведе до губење на државата." Да, мене, кога бев млад асистент, прочитав една книга која многу ме замисли.
Во неа пишуваше вака: ако човештвото биде уништено, тоа нема да биде заради епидемија некаква, како во минатото, или за некаква или за глад, да речеме, туку ќе биде од надворешна политика. И тоа ме замисли многу и ме привлече кон оваа дисциплина. Сега, кога дојдовме на работ на конфликт во Украина и можноста да се оствари оној апокалиптично сценарио за уништување на планетата Земја, разбирам дека колку е важна меѓународната политика. Ова што сум го кажал за Македонија држи, се разбира. Затоа што големи сили можат да прават и големи грешки. Кина се отклони, и културна револуција имаше, и правеа што сакаат, може да се отклонат од светот и пак да се вратат кога сакаат. Малите држави одат по острица на жилет. Не смеат да сгрешат, не смеат да ги сгрешат проценките за тоа што се случува во меѓународната политика, оти може да се најдат во ситуација во која што се нашол Макијавели, кога како министер за надворешни работи на малата Фиренца имал основна задача да предвиди кој ќе победи во меѓународната политика, на која сила да му се приклонат, за да не се соочат со пропаст на државата, па пред портите на замокот да им се појави непријател наместо пријател. Од официјална Софија пред 10 дена стигна став дека нема да брзаат со избор на новата бугарска влада, туку дека ќе го сочекаат исходот од изборите во Соединетите Американски држави. Скопје, Софија недоверба на стереотипи и задлабока држава и испреплетени односи околу историските наративи. Ке излеземе ли од овој јазо? Или повторно ќе играме на картата на blame game, префрлање на вината кај другиот? Тоа секако ќе се продолжи, но она што забележав во контекстот на избор на Трамп беше изјава на еден мој помлад колега вчера на телевизија во една говорна емисија дека премногу долго траат проблемите на Балканот, па ги наброја Босна, Косово, македонско-бугарските односи, и дека сега со новата администрација ќе дојде некој од Америка и ќе ги пресече овие јазли, овие чворови. Тоа е другата карта на која ние постојано играме и постојано си ги продолжуваме годините во чекалната. Мислам дека тука повторно лажни се тоа надежи, да не збориме и за тоа ако ти дојде некој од надвор, каде точно ќе пресече, да не пресече многу близко до твојот врат, например. И зошто е полоша политиката на претходната демократска, на администрација на демократите, кој праќаше луѓе тука кои се обидуваа да не убедат во потребата да дојдеме до решение, во потребата да преговараме со соседите, во потребата да се соочиме со некои историски факти, нели? А ние се исмејувавме со него како продавач на половни коли, ха-ха-ха и така натаму. Како да очекуваме некој да дојде и да пресече? Што ако пресече на погрешно место? Смета дека ќе лоша проценката на нашите власти во однос дека може да дуваат нови позитивни ветришта на релација Скопје-Софија со новата американска администрација? Ако се влошат односите со Европска Унија, а се кажува дека така ќе биде, еве вчера прва работа што направиле са бајлето, кога се разбудиле Шолц и Макрон, да грабнат телефонот и да речат: аман дај да се состанеме, да видиме што ќе направи овој од другата страна на Атлантикот, ќе ни стави
такси од по 20% на нашите производи и да видиме што да правиме. А башка муабетот, да речеме, околу безбедноста. Германскиот министер за одбрана, не многу одамна, изјави, ние не можеме да се одбраниме од напад на Русија, да речеме, го немаме тој капацитет. Една Германија која, ако сака, може да стане атомска сила, ја има и технологијата и парите преку ноќ, нели? Според тоа, ние не знаеме точно што ќе се случува на релација Америка-Европа, а камоли некој да се интересира за македонско-бугарските односи. Тука работите се горе-долу чисти, Гораст. Јас како ја читам меѓународната политика, Бугарија, бидејќи е послаба во меѓународните односи од Грција, и мораше да попушти под притисокот на Вашингтон и на Брисел и да го тргне ветото. Ние тоа не реагираме, тука не го разбираме. И со францускиот предлог, да речат, не на оваа држава, доволно и беше чекање на Македонија, таа мора да се движи во процесот на преговори, а разликите што ги има со својот сосед Бугарија треба да се решат низ еден паралелен процес. Тоа би требало да се прогласи за успех кај нас. Не, ние сакаме гаранции. Ама уште еднаш да не биде, ама ако оној разумен компромис. Овој амбасадорот на Холандија рече, што ви е ва? Па почнете ги преговорите, терајте ова разговори со Бугарија, да видите, да се разберете како луѓе околу тоа минато проклето, и на крајот направите со тие пари и во тој процес, направите од Македонија Швајцарија и кажете неќеме да влеземе, бидејќи бугарите не уценуваат со историјата. Не. Тоа све е ставено во служба на политичкото надавање да се заграби власта и да се задржи што е можно повеќе. Заедно со тие трабанти од мојата професија, кои што слабо читаат, слабо знаат, не се просветуваат, туку гледаат само кај се движи политичкиот ветер од каде дува, дали во прилог на нивната политичка опција, партија или не, и тука доаѓаат со своја поддршка. Професор Малевски, на крајот и во првиот мандат на Доналд Трамп пред 4 години и во мандатот на Џо Бајден, Стейт департментот стави на црната листа звучни имиња за каква правна држава зборуваме. Кога ни праќаат порака дека фатете се за работа, суди македонското судство да се ослободи од политичките и бизнис стеги. Таа тема е многу комплицирана, Гораст. Јас упорно тврдам дека се работи за многу посложена работа отколку само декларативно да се каже, да им се каже на судиите од страна на политиката, вие сте слободни да судите според законот. А именно, се работи за еден менталитет ориентален и желбата да си близко до власта секогаш. Што ако ти како политичар им кажеш на судиите, судите самостојно, според законите, а тие ти трчаат во преградка и судат во твоја полза, знаејќи ги ја користа која ја добиваат од власт. Значи, не е лесно да се создадат судии кои што ќе бидат достоинствени, кои што ќе се грижат за својот личен авторитет
и дека тие работи се прекршуваат во умот на луѓето. Не можам да замислам, не можам да разберам, еве, при последната акција на највисокиот суд во земјата, Уставниот суд, брзањето да се укине балансер, да се види проблемот со јазикот и така натаму, еве конкретно за балансерот. Зар не е поумно да се изготвеше предлог нов закон, да се организираше дебата, да се презентираше на јавноста тој закон, да се дадеше тој закон на Венецијанската комисија, бидејќи сите нели се согласни дека нешто не е во ред со тој балансер. Па дури потоа да се укине. Зошто е тоа брзање? Укини и после ќе видиме предизвика и проблеми внатре. Мислам, кој е објаснувањето? Моето објаснување се додворуваат на власт. Благодарам за разговорот. Молам. Денко Малевски, поранешен министар за надворешни работи, екс-амбасадор во Соединетите Американски држави. Кратка пауза за реклами, а потоа ќе се осврнеме на темата поврзана со состојбите во енергетскиот сектор.